Три новозаболени лица од ХИВ-СИДА вирусот, откриени изминатиот месец, сериозно ја разбрануваа кочанската јавност. Дотолку повеќе што се работи за две машки лица на возраст од 20 до 30 години и едно женско. Веста која проструи токму на денот на борбата против СИДА-та уште еднаш потсети дека оваа опасна болест постојано во позиција да се распламти и да предизвика несогледливи последици. Состојбата во Македонија, а посебно и во Кочани, се менува, додека првите 10 месеци на 2015 година беа мирни. Во 11 месец, во месец ноември, имаме 3 новорегистрирани случаи на ХИВ позитивни. Битно е да се знае дека борбата, свесноста кај секој поединец, а и колективната свест треба да се подигне на повисоко ниво, а тоа ќе се постигне пред се со здравствено воспитување, како на општата популација, особено на младите. Загрижува податокот дека во крајниот источен дел на државата, покрај Кочани и во Берово е регистрирано едно ХИВ позитивно лице. Од друга страна, во Виница не е евидентиран случај на заболени од СИДА, а ситуацијата постојано и будно се следи. По тој повод во гимназијата Ванчо Прке Виница ќе организираме едно предавање токму на таа тема. Значи, основни информации за ХИВ инфицираните лица кои што ги има и во нашата Република Македонија. Состојбата што ја дава статистиката не мора да биде конечно и целосно точна, бидејќи за СИДА-та во наши услови се уште се зборува тивко, премногу дискретно и само во строго ограничени кругови. Ваквите предавања се добри за нас, имаме повеќе вакви предавања во годината, читаме ние за СИДА-та и се тоа е добро за нас, тие познавања за СИДА-та, можеме да се заштитиме. ХИВ-СИДА-та е заразна болест и сите сме присутни кога има презентирање за неа. Во услови кога нема реална евиденција на состојбите, тогаш на обичниот човек му преостанува да и верува на статистиката. Таа пак на пошироко ниво е поразителна, бидејќи од 2,5 милиони луѓе во Европа кои живеат со ХИВ, дури 1/3 не се свесни дека се ХИВ позитивни. За да се реши овој проблем, неопходно е ХИВ тестовите да бидат што подостапни до граѓаните. Инаку во Македонија првиот ХИВ позитивен случај е регистриран уште во 1987 година. 2 години подоцна е регистрирано првото лице заболено од СИДА, а во 1989 година оваа болест ја зеде првата жртва. Во 11 месеци од 2015 година во Институтот за јавно здравје во Македонија се регистрирани 22 нови случаи на ХИВ-СИДА. 4 од нив имаат СИДА, а 18 се ХИВ позитивни. Утврдено е дека годинава само едно лице починало од СИДА. Интересен е и податокот дека од 22 нови евидентирани има само 2 жени, а 20 се мажи и тоа главно на возраст помеѓу 20 и 39 години. Очекувано 8 лица се од Скопје, по 3 од Кочани и од Тетово. Потоа по 2 лица од Битола и Кавадарци и по едно ново регистрирано лице во Куманово, Гевгелија, Берово и Девар. Кога се зборува за вкупните бројки, во Скопје со ХИВ-СИДА живеат дури 117 лица, во Тетово 26, во Куманово 15, Прилеп има 10, Охрид 9 и Кичево 8 ХИВ позитивни лица. Меѓутоа лекарите велат дека реалната бројка во сите населени места во Македонија е далеку поголема од евидентираната.